Ташма порту лидер ме Микин, да порту дискутуар. Ке ме конкуренција ке ме зборува да не читете. Да јако ке ме Мики, Мики не ке ми гати. Мики! Мирман Джеси Мики. Мики не слуша. Nuk na dëgjon, Miki! Miki. Miki, gati. Тука сме. Gati shkruaj онлайн je. Miki. Тука сум, добро утро. Добро утро, Мики, имаш добро утро. Кај си, Малце Мики? далеку Добар ли си? и гласот доаѓа со ова... Ме вонесе, со... Каснење. Со каснење, сигурно. Со доснење. Добро утро, Мики, добро утро! Добро утро, поздрав до двајцава, поздрав до целата екипа и до гледачиве. Мики, кај се наоѓаш? Па се наоѓам на еве, како што гледате на главниот булевар Туристичка, има убава добра раздвиженост, еве околу 9 часот и 10 минути, иако температурата е утрово само 5 степени, за разлика од минатава недела кога се јавувавме, значи е само 5 степени, но има поголема раздвиженост, повеќе сообраќај. Ова е главниот булевар од каде доаѓаат главните правци во Охрид, од Струга, од Скопје, така да затоа и ова поголема раздвиженост во овој период од денот. Мики, мисливме дека денес ќе ја видиме елката, ама нема елка позади. Елката сигурно петок. Има денови до Нова година, има денови. Има уште малку денови. Ја види елката во Скопје, ти се допадна? Па баш утрово читав многу коментари за елката. Продаваме и станови, тоа беше најдобриот коментар до сега. Така да, читав дека е слична, Зарем и тука продаваме дека наликува на елката во Вилнус во Литванија. Нешто слично било на таа елка кој што бил. Бас утрово го прочитав тој текст дека е речи си иста како во Вилнус во Литванија. Ама види сами, ние не сме научени да бидеме автентични на нешто наше, убаво да биде едно. Треба малку да се инспирираме и другите земји. И кога имитираме, барем близко сме до оригиналното имитирање. Јас стварно реално ќе го кажам тоа дека мене премногу ми се допадна елката. Се уште ја немам видено во живо, ама ми се свиѓа, убаво изгледа. Центарот на градот, плоштадот изгледа прекрасно. Има светло, има убава елка, има тие Живот дали име живот? Па сега живот нема, да живот има нема. живот. Ама убаво изгледа. За децата нека се радуват малку. Добро, ние секогаш нашиот балкански менталитет секогаш и на најубавото да биде, секогаш ќе најдеме одредена негативна страна и ќе прокоментираме. Колку и да е, можам да кажам дека ова година Охрид навистина е прекрасно украсен, особено по овој главен булевар Туристичка, има нови светлички реквизити и навистина наликува барем влезот на градот по главниот булевар, делот кој што води до пристаништето наликува баш на европскиве метрополи. Убаво е накитен и плоштадов, Охридската чаршија, нели секогаш може да биде подобро, но навистина да речеме за разлика од минативе години кога се користеа неколку години буквално исти реквизити за украсување, за декорација, оваа година ситуацијата е навистина многу поубава. За жал, навистина ми е жал што Струга доцни со украсувањето, еве се уште градов не е накитен, иако стануваат уште колку, 13 дена, 14 до новата година, но според информациите кои што ги доби вчера од локалната самоуправа, денес треба да започне китењево на градот и да заврши до петок на 19 декември. Во Струга ќе бидат поставени неколку куќарки, ќе биде организирани предновогодишен базар, каде што ќе може да се продаваат најразлични работи, од сувенири, од топли напитоци, така да еве да очекуваме и да веруваме дека и Струга ќе го добие тој новогодишен амбиент, иако денови има многу коментари на социјалните мрежи дека недозволиво е еден туристички град кој што чека гости. И така е, за празнициве да си дозволи вакво нешто и еве буквално на 10 дена до нова година се уште да не е накитен, но ајде. Станува збор за нова локална самоуправа во Струга, можеби требаше време да се подготват и да се надеваме, пак ќе речам дека Струга ќе
го добие вистинскиот сјај кој што го заслужува. Како ќе биде украсена, ќе коментираме нареднава недела. Ќе коментираме на Facebook, на социјалните мрежи. Да. Мики има некои информации за новогодишниот концерт или се уште не? Па вака, значи во Струга најверојатно нема да има организиран дочек за нова година, затоа што кажав е многу краток периодов. Струга и минативе години и во времето на претходнава локална власт немаше организиран дочек на нова година. Може би ќе треба веќе да се погрижат и од тој аспект, бидејќи пак ќе речем станува збор за еден туристички центар, туристички град кој што чека гости. Не сите сакаат новата година да ја дочекат во хотел, во ресторан и така натаму, бидејќи знаеме, европскиве и светски метрополи секогаш најубавите дочици се прават на отворено. Да. Но затоа пак во Охрид веќе ја соопштија вчера програмата, овде ќе има организиран дочек со домашни изведувачи, но целата новогодишна програма во Охрид почнува на 27 декември и е насловена како Охридска новогодишна приказна. Значи ќе има многу настани за најмладиве, театарски представи кои што ќе бидат на отворено. Можам да ги издвојам она што ќе се случува на 27 декември. Тоа е хуманитарен новогодишен базар вино и винил, ќе се случува буквално покрај самото езеро во населбата Сараиште, во рибарската населба Сараиште. Понатаму на 28 декември во 18 часот ќе се одржи меѓународен зимски фестивал на улична уметност Баскер Фест, каде кловнови, магионичари, жонглери и други улични уметници на градскиот плоштад во Охрид ќе настапуваат. Значи кажав, ќе има неколку детски новогодишни представи. Овде ќе настапат и локални изведувачи од градот, ќе има и рок концерти. Буквално и на 31 декември програмата почнува во 12 часот и 30 минути со детска новогодишна представа, па потоа со концерт на ученици од средното општинско училиште овде во Охрид, па настапи на диџеи. И програмата овде во Охрид продолжува всушност до 20 јануари. Знаеме дека 19 јануари е Водици, односно празникот Богојавление Водици, кога е капењето во студените води на Охридското езеро. На 20 јануари исто на Сараиште е денот на рибарите, така на богата програма која што ќе почне сега на 27 декември ќе трае до 20 јануари. Така да ете, сите оние кои што нема да сакаат да го дочекаат новата година во затворен простор, во хотел, во ресторан или пак дома, тоа може да го направат овде во Охрид на градскиот плоштад. Има најави за доста гости, веќе според најавите од хотелиерите, речиси 100% се исполнети сите хотели покрај Охридското езеро, не само во Охрид, туку и во Струга. Најбројни гостиве се од Бугарија ова нова година, но ќе има доста гости и од Србија, од Албанија, од Полска, од Турција, така да е една поширока категорија на граѓани и туристи кои што ќе престојуваат овде покрај Охридското езеро. Изгледате дека имате богата програма, почнувајќи од 27, но сигурно и таа недела веќе ќе има повеќе живот, ќе има многу луѓе, ќе има движење и јас сум сигурна дека Охрид ќе изгледа прекрасно и ќе имате една успешна новогодишна атмосфера, заради тоа што знам дека е атракција и за скопјани, и за другите градови. Така, доста домашни туристи, Јас стварно многу ми фали во моментот Охрид и сакам да го посетам. Можеби нема да можам за нова година, но сум сигурна дека ќе има многу активности, убави концерти, убави дешавања. Мики, друго, за да ги држиме многу наладно. Да се надеваме дека пак ќе речем дека и Струга ќе има убава програма, барем ако нема организиран дочек, дека ќе има некои други новогодишни активности, пак ќе речем ја чекаме програмата, се надевам дека веќе следнува наше јавување, моје јавување, ќе можеме да соопштиме дел од програмата, чисто за да оние кои што планираат празниците да ги поминат во Струга, барем да знаат што се може да видат, ако доколку општинава организира нешто. Знам дека ќе има организација, ќе се поставуваат, пак ќе споменам, тие новогодишни куќарки, ќе биде организиран тој новогодишен базар.
пак ќе речем можеби малку со задоцнување требаше тоа многу порано да се направи, но ајде, добро е, нека има нешто и нека и Струга и Охрид наликуваат на вистински туристички центри кои што чекаат гости сега за празнициве. Како и што треба да изгледат. Мики, фала ти многу, се надевам дека до другото наше врзување ќе имаме информации, ќе имаме уште во петок. Супер, со сигурно ќе ни Славчо. донесе некој интересен прилог Да. од таа страна, Мики. Мики, ти благодарам многу за известувањето и за информирање на нашите гледачи дека што чекаат сигурно наредните денови. Па тоа е сега главна информација, овие јавувања. Нека знаат граѓаниве и туристиве, нели, што не очекува и ова се најубавите периоди од годината. Ето, од сега имат можност да резервира за тоа што е останато и иначе преку езеро нели кажа дека речиси 100% се сите резервирани хотеливе. Да, сите хотели, да. Веќе касните сите вие што немате планирано се уште, а сакате да одите во Охрид, така да уште од сега да почнете да го организирате вашиот А и престој. цениве морам да кажам дека не се баш ефтини, особено во рестораните, оној кој што ќе сака да ја дочека новата година ќе треба да плати малку посолено. Од прилика колку од човек? Од прилика. Значи во еден ресторан покрај самото езеро на градскиот кеј, верували ли не, за дочек на нова година е 100 евра или 6000 денари од човек. Машала. Еве, машала, значи колку буџет вие ќе треба да одвоите. Пијалоци без лимит? Интересно е, да. А она што е интересно дека повеќе нема слободно место во тој ресторан и во дел од оние каде што цените отприлика се движат во таа насока. Значи слободни места повеќе и да нема. Машала. Добро, сега Мики за тие што пијат без лимит, може без 100 евра име малку да. А тие што пијат газоза и оранж А џус, за оние, да, стварно сигурно ќе се исплати за нив. претера. Да. Плоштадот ни овде и ќе можеме таму да дочекаме. Мики, ти благодарам многу, Фала се многу, слушаме Мики. петок, се гледаме со нови прилози, нови информации.